Добар ден, почитувани гледачи на Отворена телевизија. Ние сме представниците на Отворена телевизија и денеска се наоѓаме во општина Битола, каде ќе го интервјуираме градоначалникот Тони Коњановски на општина Битола, како и секретарот на општината и директорот на комуналното предпријатие. А исто така ќе прашаме и неколку случајни минувачи за тоа дали се задоволни од промените кои се носат во општина Битола, дали општо сметаат дека е подобрен животот, институциите, функционирањето на самата општина или фалат некакви промени кои треба допрва да настанат и слично. Се кандидиравте, победивте, раководите со општина Битола, вие сте татко на општината. Дали очекувавте дека кога ќе дојдете ќе се соочите со одредени проблеми, кои се тие проблеми и како ги решавате? Видете, и како човек сум премногу самокритичен и реален, така да точно знае во што влегувам. Јас 9 година и кусур сме на оваа позиција на која сме и се трудам заедно со тимот, со можностите, со капацитетите кои ги има локалната самоуправа да направиме најдобро што е можно за граѓаните. Тоа ми е единствениот мотив. Живеам во Битола, семејството ми е тука, моите деца, внуци се тука и немам друга алтернатива освен Битола да биде подобро место за живење. Градоначалникот Тони Коњановски на општина Битола, откако е дојден на власт и откако се смени функционерството, односно откога веќе е начело на општината, дека вовел многу промени во Битола, дека буџетот и сето тоа се подобрило, па дали мислите дека е така? И се смени, дошто нешто изградба на мостови, нешто патишта, таква работа има. А дали сметате дека доколку некој има било каков проблем и се обрати до општината, ќе биде лесно прифатен, ќе му бидат одговорени проблемите и нема да треба да чека или да биде излажен или продолжено времето? Тоа се преку местни заедници, оди по селата, општините од други села што се така. Сето е преку местна заедница. Значи сметате дека е кон подобро нештото? Може и преку местната да се побара, местната одлучува сето. Така. Во ред. Ви благодарам. Како што поминува времето, младите се повеќе се иселуваат или се прават некои промени што ќе ги задржат младите да останат во Битола? По моје мислење не може да направат промени и немаат стратегија, економијата оди надолу. Младите не можат да се носат со оваков живот. Тие гледат преку штампа, преку телевизија, дека Западот е подобро место. Многу подобро е. Значи, според вас, какви да има некои, не знам, промени, сепак младите би се заминале? Према мене не се надевам дека ќе останат. И општо кажувам и за земјоделие, и за овие, никој не е задоволен со кој да се сретнеш. И се жалат, не се задоволни. Општо ви кажувам. Во ред, ви благодарам. Да. Мотив кој ме натера да се нафатам на оваа позиција, тоа е младиве да ги задржиме овде. Имам семејство, имам своји деца, имам и внук, за кои днината не гледам нигде надвор, освен овде во сопствената држава, во Македонија, во Битола. Зошто им велам така? Со сите млади, тоа ќе ви го кажат сите со кои сум се сретнал, им кажувам, луѓе, не постои подобро место, каменот тежи, како велат, најмногу на местото каде што е подигнат. Отвараме можности, Младинскиот совет одлично работи, за разлика од еве години уназад, мислам, профункционира. Таму се млади луѓе со кои буквално го прават тоа што го прави една локална самоуправа. Тоа е Младински совет. Тие се советници,
Да речам, имаме и млади, па во вистинскиот онеј совет, во правата смисла на зборот, меѓутоа младинскиот совет ги има сите можности да дава идеи, да се прават хабови или како ги викате тоа вие младите, со идеи во кои ќе се разменуваат идеи, велам, отворени сме како локална самоуправа, зашто вие сте едината. И за вработените, тоа го кажам и за вработувањето, млади луѓе ни требаат стручни луѓе кои велам, ќе си го остварат на вистина примањата во локалната самоуправа и во јавните предпријатија се тие какви што се. Меѓутоа, добра школа е, добар почеток додека некој се искали да ги види едноставно проблемите на локалната самоуправа. И велам, повелете сите млади и сите други кои критикуваат или сакаат само да критикуваат, запрегнете ги ракавите, дојдете тука да видите како е и колку е тешко и како заеднички да ги решиме проблемите. Зашто само во соработка, а посебно велам, иднината сте вие со два збора, не би должел повеќе. Во ова се целата наша надеж, зашто земја без млади, без иднина е ништо.